Визави на програмата на ТВ каналот ВИЗ, добре дојдовте. Мој гостин вечерова е Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ, а истовремено и министер за внатрешни работи. Господине Спасовски, добро вечер, добро дојдовте во програмата на ТВ каналот ВИЗ. Вие сте вечерва во функција на опозиционер, меѓутоа не можеме да не ве прашаме и неколку прашања кои што се поврзани со вашата функција која што извршувате во моментов, министер за внатрешни работи. При тоа ќе се потрудиме да не ги збуниме гледачите дали зборувате од аспект на генерален секретар на СДСМ или пак како министер за внатрешни работи. Се согласувате ли? Добро вечер на вашите гледачи. Апсолутно, ние денеска сме овде цел ден во Струмица да разговараме со граѓаните на Струмица, да ги споделиме мислењата, ставовите, да понудиме дел од решенијата како Социјалдемократски сојуз. И тоа подготвен сум да одговориме на други прашања кои што се од интерес на граѓаните на Струмица и околината. Вие станавте министер пред околу 4 месеци со Пржинскиот договор. Како се најде името на Оливер Спасовски во комбинацијата за потенцијален министер за внатрешни работи? Претходно беше договорот, односно предлозите беа тоа да бидат експерти, меѓутоа и обете партии се согласија дека најдобро е да бидат партиски решенија. Како дојдовте до тоа? Да, Пржинскиот договор беше во таа функција да се договорат политичките субјекти во однос на преодната влада, да ги договорат сите други работи во смисла на избирачкиот список, во смисла на специјалното јавно обвинителство и кога станува збор за формирањето на таа преодна влада, на влегувањето на СДСМ во институциите, 4 политички партии се договорија првично да имаме министер за внатрешни работи и министер за труд и социјална политика и тројца дополнителни заменици министри, да биде од редот на експертите. На таков начин исто така се договорија да тоа бидат партиски членови, односно кандидати кои ќе ги предложи партијата. Како се најде моето име на списокот на министри врз основа на одлука на Социјалдемократскиот сојуз. Така. Имаме чувство дека овој Пржински договор многу тешко се реализира, дека постојано се саботира. Немаме договор за медиуми се уште, ДИК не може да се согласи околу извештајот за околу пола милион некоректни гласачи кои што се јави, има доста околу 190.000 кои што воопшто не се во базите на останатите 10 институции, туку ги има само во МВР. Докаде сме со овој договор? Па видите, констатацијата е исправна дека реализацијата на договорот од Пржино од самиот старт, од потпишувањето оди со потешкоти. Меѓутоа за мене е и очекувано. Ако имате една владеачка структура која што дозволи во Република Македонија да дојде до една ваква криза, а при тоа сама не беше свесна дека таа мора да се решава низ политички диалог, ниту низ политички договор. Вие сте сведоци дека Груевски неколку пати и ВМРО-ДПМ излегува со ставови дека не сака да разговара со опозицијата, дека нема теоретска шанса да има преодна влада, дека нема да се согласи да не биде премиер бидејќи има легитимни избори и така натаму. Тоа покажуваше само дека е длабоко несвесен за состојбите во кои што ја доведе Република Македонија. И сега, после подпишувањето на договорот, повторно се замајува самиот себе и ги замајува членовите на неговата партија дека ова што е договорено не е важно и не треба да биде реализирано. Овој договор мора да биде реализиран заради тоа што гаранти на договорот од Пржино се и Европската унија и Соединените американски држави од една страна. И второ заради тоа што само преку реализација на договорот ние можеме да имаме мирна разврска на политичката криза. На Македонија е потребна мирна разврска и од самиот старт тие покажува дека декларативно сме потпишале договори и изразуваме волја дека ќе го реализираме. Во суштина тоа не беше така. Затоа дотнеше и изборот на ДИК скоро 5 месеци. Така. Затоа, иако имавме избор на специјален јавен обвинител на 15 септември, како што беше предвидено во договорот, до ден денеска има потешкоти во функционирањето, нема јавна обвинителска служба и така натаму. Се преговара се уште за медиумите, немаме договор. Еве сега дури разговараме за прочистување на избирачкиот список и така натаму. Едно е јасно дека ние немаме намера да отстапиме од реализација на договореното,
заради тоа што само преку реализација на договореното ние можеме да дојдеме до фер и демократски изборен процес, до фер шанса за секој политички субјект кој што ќе учествува во оваа политичка битка и на крајот од краиштата да имаме состојба во која граѓаните самостојно, слободно ќе можат да одлучат кој ќе ја предводи едната влада на Социјалдемократскиот сојуз. Знам дека е многу тешко кога имате една ваква корумпирана власт да се откаже од привилегиите, да се откаже од можности преку институциите да влие врз граѓаните на Република Македонија и знам дека тие ќе прават се да прават обструкции во рамките на овој процес. И тоа исто така треба јасно, недвосмислено да биде пред граѓаните на Република Македонија дека Социјалдемократскиот сојуз исто така ќе направи се да се реализира овој договор, ќе направи се да ја вратиме слободната волја во фокусот на вниманието во текот на изборен процес на граѓаните на Република Македонија. На крајот од кришата ќе направиме се преку слободни демократски избори Република Македонија да добие влада каква што заслужува. Имаме многу пречки до реализацијата на еден фер и демократски изборен процес. Тука се во најмала рака несогласувањата на ДИК. Ќе имаме ли ние фер избори на 5 јуни? Дали вие сте оптимисти дека ние сме подготвени за едни такви избори? Видете, навидум имаме многу пречки, заради тоа што постојат многу отворени прашања. Пречката за реализација на договорот е само една. Или ако сакате има име и презиме, Никола Груевски ВМРО да помине. Нема други пречки. Вие мора да имате јасна изразена политичка волја, меѓутоа и таа волја да ја реализирате. Во сите можни институции, да нема обструкции, да нема создавање проблеми кои што му наштетуваат на целиот овој процес. Затоа и при формирањето на Државната изборна комисија целта беше да имаме тројца експерти кои што ќе дадат тон на работењето на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија според закон го има единствено правото, надлежноста да го води избирачкиот список. И ние во тој дел ја поддржуваме Државната изборна комисија. Јас очекувам дека во ДИК ќе се најдат сили да не се носат политички одлуки, туку да се носат одлуки такви какви што се во интерес на граѓаните, во интерес на изборниот процес, при тоа да се пристапи сериозно не само од ДИК, туку и од другите институции во помош на ДИК да се прочисти избирачкиот список и да имаме фер и кредибилни избори. Во тој дел јас очекувам дека сите ќе бидат на висината на сопствената одговорност и Македонија мораме да ја подготвиме за фер и демократски избори. Видете, ниту за мене, ниту за СДСМ не е најважен датумот на изборите. Ние покажавме дека утврдувањето на 24 април како ден на изборите, кога не можеше во ниту еден момент да се стигне да се прочисти избирачкиот список, да ги реализираме реформите во медиумите, да реализираме и други реформи кои што беа предвидени, се покаже дека таква наша констатација беше потврдена и од страна на меѓународната заедница, од Европската унија, од Соединените Американски држави и затоа сега треба сите, не декларативно, туку суштински да работиме, да ги постигнеме очекувањата на граѓаните на Република Македонија, да имаме чист избирачки список, да дефинираме реформи во медиумите и да одиме на изборите. Ние се подготвуваме за сериозни избори на 5 јуни, кои што ќе донесат промени во Република Македонија, меѓутоа тоа не зависи само од нас. Ќе зависи од сите политички субјекти, ќе зависи од Државната изборна комисија во смисла на прочитување на избирачкиот список и добро организирање на фер демократски изборен амбиент. Што ако не успее да се прочисти избирачкиот список по насоките кои што беа дадени од IT експертите кои што ги правеа проверките? Ако немаме добра теренска проверка, ако не се реализираат сето она кое што за сега во моментов го барате, околу 200.000 спорни бирачи барем во моментов, ќе одите ли на избори, ќе ги публикувате ли членовите од ДИК, бидејќи беше најавено едно такво? Спекулирам во однос на бројката. Меѓутоа факт е дека е голема бројката. Дали се 150, дали се 250 или 350, тоа е една сериозна бројка која што не остава простор за кредибилитет на процесот, не остава сигурност кај граѓаните дека некој нема да го злоупотреби нивното право на глас. А ако тоа ни се случува, ние немаме простор сите да веруваме како политички субјекти дека ќе имаме фер и демократски изборен процес. И ставот на СДСМ е јасен по однос на ова прашање. Ние мораме да ги изчистиме од избори, дека тоа се само изговори. Ние мораме да ги изчистиме сите
овие прашања кои што се отворени и да создадеме фер шанса, заради тоа што за тоа се договоривме во пржину. Сега што ќе коментира ВМРО-ДПМН, навистина тие коментираат многу работи во изминатиот период. Ние сме конзистентни во ставовите, имаме цврста и јасна политика и знам дека тоа ги нервира и може да кажуваат што сакат и да изнесуваат било какви мислења. Ние само знаеме дека не отстапуваме ниту 1 милиметар од овие наши ставови кои што ги имаме и знаеме дека треба да соопшти ДИК за сите овие отворени прашања кои што ги имаме и да каже кое е времето кое што е потребно и која ќе биде методологијата, односно таа е усвоена и врз основа на таа методологија да се спроведе прочитувањето на избирачкиот список. СДСМ не бега од избори по ниту еден момент. СДСМ е подготвен за избори и тоа е подготвен да ги победи на избори. ВМРО-ДПМН и Груевски и ДУИ заедно. И тоа СДСМ исто така бара кредибилен процес во кој што сите ќе веруваат и после победата на изборите Македонија да може да чекори нормално и да ги оставиме кризите кои што се од политички аспект најголеми во овој период од самостојна Република Македонија да овозможат Република Македонија да се движи нормално напред. Многу брзо откако дојдовте на позицијата министар за внатрешни работи излеговте со аферата за лажните лични карти, односно за фалсификуваните лични карти, една голема бројка од десетици илјади лични карти. Како толку брзо успеавте да ја спроведете оваа истрага со оглед дека уште од минатата година новинарите од Фокус приложија документи во МВР? Видете, ако разговараме околу можноста за тоа дали имало фалсификувани лични документи, тоа беше нешто што се зборуваше во македонската јавност. Ако разговарате со обични луѓе, секој од нив укажуваше на факт што знае од свое лично искуство или што му се случило во неговото обкружување. Беа посочувани многу луѓе кои што гласале или имале по неколку лични карти и така натаму. Сето тоа требаше да се потврди, да се докаже. Ние имавме и еден проект Вистината за Македонија кој што во голема мера ни ги потврди сите наши сомневања, очекувања кои што ги имавме. И овде граѓаните на Струмица знае дека нешто се случува и се прави со личните карти, гледајќи ги пред изборите луѓето како ги водеа во редици пред Министерството за внатрешни работи и така натаму. Ама снимката на која што се случеше началникот на СВР Струмица во тоа време дека нешто се работи за некакви лични карти ги потврди овие сомневања. Натрешните истраги кои што ги започнаме се покажа дека се издавани лични карти без потребни документи, дека граѓаните немале воопшто документација за да имаат жителство во една или во друга општина во Република Македонија и се констатирани два вида на неправилности. Едните за граѓаните кои што доаѓаа од Пустец и кои што биле сместувани на територијата на Скопје, односно центар, понатаму во Битола, во Ресен, во Кичево и така натаму, кои што воопшто немале ниту станови, ниту документи за закуп. Во Скопје имате сместувања или давање на жителство во државни станови, во станови кои што воопшто не постојат, во 7-миот кат од 5 катната зграда или во 3-тиот влез од 2 влеза во една зграда, има издавани лични документи дури на Министерството за внатрешни работи. И сега отварањето на избирачкиот список во јавноста преку електронски пат ги потврди овие наши сомневања, односно сомневањата на граѓаните. Така да, при таа проверка која што имавме, навистина се утврди една таква структура на граѓани во Република Македонија кои што станале жители, а немале основ тоа да го добијат. Или пак, каде што за потреби на изборите се менувале од кавадарци да дојдат да гласат во Скопје, од Газибава да бидат во центар и така натаму. Јас тие ги нарекувам изборни туристи кои што оделе на денот на изборите се со цел да бидат поддржани одредени политички структури. Тоа е нешто што не смее да се случува во државата, заради тоа што на ваков начин директно се злоупотребиле државните институции во партиски цели. И тоа е недозволено. Граѓаните не можат да финансираат даноци кои што го полнат буџетот и да финансираат институции кои што ќе работат за партиски интереси. Тоа е
недозволено и тоа ја уништува Во и едно од- демократија и Така. државата воопшто. Во една од бомбите кои што ги објавивте минатата година, ја слушнавме министерката, поранешната министерка Анкуловска, како вели дека МВР е претворено во партиски штаб. Дали затекнавте вие злоупотреби на ресурсите на МВР кога дојдовте на министерската позиција? Можете ли да посведочите за такви злоупотреби, остатоци од тоа што се случува? Видете, самиот факт дека неколку пати меѓународната заедница ни упатува препораки дека мора да ја одделите партијата од државата, укажуваше на тоа дека во Македонија нема подела, дека се што е државно е партиски поставено и се што е државно се злоупотребува во партиски цели. Потврдата од Гордана Јанкуловска дека Министерството за внатрешни работи е штаб на ВМРО-ДПМН. Или како велеше, едната сала е штабот на ВМРО-ДПМН, а во другата сала ги примам странските делегации, уште еднаш потврдува како логистички се користеле не само институциите, како човечките ресурси биле злоупотребувани, како техничките средства биле злоупотребувани, како возилата на ова министерство и на сите други министерства биле ставени во функција на партијата. Тоа е еден систем кој што е креиран сите овие 10 години и систем кој што мора дефинитивно да се демонтира. И нормално е дека не само јас, туку секаде кај што би влегле во институциите ќе бидете соочени со една таква состојба да посведочите дека има навистина институции кои што биле злоупотребувани. Имавте ли обструкции кога дојдовте на оваа позиција од партиски кадри? Имав и кога дојдов, имам и сега. И Во тоа кој е дел, нешто во што кој ќе дел се еве со што било? ќе се соочуваме. Токму на тие партиски кадри, непрофесионални кадри кои што биле поставени на одредени позиции, кои што бараат начин да ескивираат во делот на активностите кои што ги има Министерството за внатрешни работи. Добро е што има многу истраги, некој пример да ни посочите. Добро е што има многу луѓе кои што се професионалци и кои што навистина сака да ја работат сопствената работа. Па ќе ви кажам конкретно сега, ако зборуваме за пример, еден од примерите беше влезот на полицијата во универзитетот. Ја знаете како се организираше еден протест Така. во универзитетот. Имаше насока да има и контра протест, како што впрочем сето се Имавме пред прави. неколку дена, да. И имавме влез на полицијата во универзитетот кој што е автономен. И токму заради тоа јас го променив началникот на СВР Скопје. Променив началник во СВР Битола заради тоа што повикуваше двајца припадници на Министерството за внатрешни работи да им укаже дека не треба да поддржуваат политичка партија која што најверојатно ќе биде расформирана. Не се однесува тоа за СДСМ, за друга политичка партија, туку треба да се приклучат кон ВМРО-ДПМН. Тоа значи дека овие ресурси сака да бидат злоупотребени и јас и тогаш и во овој момент посочувам дека ќе одговорам жестоко на злоупотреба на Министерство за внатрешни работи од било која политичка партија, не само од ВМРО, туку и од СДСМ и од ДУ и од ДПА. Заради тоа што граѓаните на Република Македонија бара да има Министерство за внатрешни работи на Република Македонија. И преку таа институција да навистина биде столб на безбедноста и сигурност и тие да имаат сигурност и безбедност. Морав да ве прашам, бидејќи спомнавте промена на началници, од неодамна во Струмица има помошник началник. Дали ќе имаме промена на началникот во Струмица и од кои причини би се правеле кадровските промени? Имаме помошник началник Така. во Струмица кој што е поставен со сите овластувања заради тоа што имаме началник кој што е подолг временски период на боледување. Јас сметам дека со полн капацитет не може да функционира секторот за внатрешни работи во Струмица и заради тоа оставивме простор да на овој начин функционираме, се со цел да се подобри работењето. Секогаш треба да се подобри работењето, посебно во Министерство за внатрешни работи, ако сакаме да имаме задоволни граѓани и да имаме задоволни полицајци. Зборуваме за избори, организирање на избори, а пред неколку дена, пред 3 дена,
Председателот на државата ги доби овластувањата за помилување за изборен криминал. Можеме ли да очекуваме обструкција на работата на специјалното јавно обвинителство и помилување, односно прекинување на истрагата, бидејќи може и да се прекинуваат и да се прекинува истрага, односно да се аболицираат осумничени лица? Очекувате ли такво нешто? Видете, од тоа што ни го соопшти специјалниот јавен обвинител во Република Македонија, ние можеме да констатираме дека обструкции постојат од првиот ден во функционирањето на овој обвинителство. И тука говорам јас на почетокот за искреноста во потпишувањето на договорот. Не е доволно веќе Македонија или македонските граѓани немаат потреба од добри декларации да излегувам јас да кажувам да, ова ќе го направам. Туку сакаат конкретни решенија. Ова институција, специјалното јавно обвинителство. Ќе си ја завршили работата? Ова институција, специјалното јавно обвинителство, се формираше врз основа на политички договор и доби максимална поддршка од граѓаните на Република Македонија. И тоа има и очекување од граѓаните на Република Македонија од ова специјално обвинителство, кое што треба да ја започне неселективната, транспарентна, решителна борба против криминалот и корупцијата и мораме со сите сили да им помогнеме и како институции и како политички субјекти. И во тој дел ставот на Социјалдемократскиот сојуз е јасен дека ние го поддржуваме специјалното јавно обвинителство во сопственото работење, и тоа во никој случај не ни паѓа на памет да се мешаме во неговото работење. Тоа треба да биде исто така став на секој од политичките партии и да преку институциите на системот се помогне оваа работа на специјалното јавно обвинителство, се со цел да ја започнеме таа битка против криминалот и корупцијата. Јас очекувам дека навистина ќе имаме плодна и успешна работа на ова обвинителство. Заради тоа што насушна е потребата во Република Македонија да се започне со борба против криминалот и корупцијата. Од друга страна имаме јасна недвосмислена поддршка од меѓународниот фактор и во тој дел треба да ни биде јасно дека ова нема да институција помилува дел од осомничените од ова специјалното институција треба да функционира со полна паре. Сега второ прашање е одлуката на Уставниот суд. Тоа уште еднаш покажува дека ВМРО, ДПМН и Груевски не биле подготвени за она што го подпишале. И мисле дека ќе се формираат институции само заради тоа да се формираат и дека ќе може да се влие повторно врз институциите. И тоа се заборава дека овие нови институции веќе не се институции во кои што имаме обвинители, имаме членови и така натаму на ДИК, на други институции кои што доаѓаат од тефтерчето на министерката. И овие луѓе имаат интегритет кој што сака да покажат пред македонската јавност да ги задоволат очекувањата. И јас во тој правец мислам дека повеќе би сакал да грешам. Дека одлуката на Уставниот суд не е како резултат на енергичната работа на специјалното јавно обвинителство во овој дел. Но доаѓа веднаш по првата истрага која што покринува ово обвинителство. Токму затоа и ова што вие го кажувате го потврдува мојот став дека прво дојде многу пат брзо. Ќе биде Македонија ако имаме помилување на дојде многу брзо пример Гордана Јанкуловска. Прво дојде многу брзо пред Уставниот суд. Многу брзо се донесе иницијативата за покренување на уставноста, многу брзо се донесе одлуката. И оправдано се поставува прашањето зошто толку многу се брзаше во носење на ваква одлука. Вчера имате изјава од Иванов дека не ми паѓа на памет да помилувам педофили, за сите оние кривични дела што се во рамките на тој закон, така. Меѓутоа и вика изборни силеџи. Ја сега отворено го поставувам прашањето пред граѓаните на Струмица и на Македонија. Дали мисли дека нема да ги помилува активистите на ВМРО ДПМН кои што ги пуштаат по терени, кои што им наредуваат нешто да направат во интерес на партијата, ама затоа добро ќе ги заштитува сите други што се во Скопје, кои што прават сериозно насилство преку институциите, меѓутоа тоа во јавноста не се гледа или не се презентира добро. На Македонија и е потребна недвосмислена борба против криминалот во Република Македонија. И апсолутно никој, па дури ни Иванов, не смее да помисли дека оваа решеност, оваа енергија и, ако сакате, оваа потреба за неселективна и сериозна битка против криминалот и корупцијата
треба да ја сузбива. Заради тоа што ја знам дека и Иванов е дојден на избори криминални, како што дојде и Груевски. Вториот мандат, првиот мандат и така натаму. Со изборен инженеринг. И тоа не му дава за право да ги штити оние кои што помогнале да дојде на едни такви избори. Треба сериозно да размислува и во однос на собствениот легитимитет и кредибилитет. Се чувствувавте ли поразени бидејќи долги години, неколку изборни процеси упатувавте на изборни манипулации, на криминални избори? Меѓутоа, во јавноста немавте докази за сето тоа. Сметате ли дека ветер во грб ви даваат овие фантомски гласачи кои што се појавуваат на некој начин да докажете на јавноста дека имало изборни малверзации во Република Македонија изминативе неколку изборни циклуси? За мене е најважно што оно што со години го зборувавме се потврди на крајот, дека имало изборни нерегуларности. За мене уште поважно е што Груевски секој ден веќе потврдува дека имало изборни нерегуларности. И со одлуката на Уставниот суд, со спротивставувањето да имаме чист избирачки список, со спротивставувањето да има реформи до медиумите, Груевски ВМРО ДПМН секој ден потврдува дека на него единствено потребно му е да има изборни нерегуларности и така да не држи сите под опсада. Инаку, ние колку и да било разочарувањето и лично, и во партијата, во однос на тоа дека навистина има изборни нерегуларности кои што не може да бидат докажани во одреден момент. Ние останавме многу цврсти, решени, ние водевме сериозни битки во собрањето на Република Македонија, во пратеничката група на СДСМ, се спротивставувавме, укажувавме постојано за тоа што и се случува на Република Македонија и на крајот успеавме да сето тоа биде докажано, покажано пред македонската јавност и еве сега да водиме еден процес кој што ќе значи ставање точка на еден ваков изборен инженеринг. Важно за социјалдемократскиот сојуз што е да имаме системски решенија што ќе оневозможат било кој политички субјект во Република Македонија и било која влада идна во Република Македонија да прави две работи. Да ги краде изборите и втората работа да не прислушува. Директно да ги руши основните човекови права кои што не смееме да си дозволиме како кандидати за членство во Европската унија. Пред 3 дена кога беше протестот на граѓанската платформа Ајде против одлуката на Уставниот суд, во моментот кога Уставниот суд заседаваше, имаше и контрапротест организиран од партијата Гром пред Уставниот суд. Тогаш многумина граѓански активисти ве повикаа вас како министер да со помош на полицијата да ги отстраните бидејќи го попречуваат протестот на граѓанското здружение Ајде. Меѓутоа вие веќе наредниот ден реагиравте со кривична пријава против претседателот на Гром Стефче Јакимовски. Зошто не реагиравте истиот тој ден? Имаше проблеми, притисоци. Што се случи? Прво, протестот беше ден пред носење на одлуката на Уставниот суд, не истиот ден. Истиот ден имаше наводно некои луѓе кои што го бранат Уставниот суд, а во интервјуата во медиумите кажуваат дека се спротивставуваат на амнестија, аболиција за овие кривични дела кои што ги има. Тенденцијата на ВМРО ДПМН, не на Стефче, на ВМРО ДПМН, преку мостот или преку машата што ја имаат во раце, која што се вика Гром, сакат да инценираат инцидент во Скопје, инцидент кој што ќе внесе страв кај граѓаните, немир кај граѓаните на Република Македонија, и на тој начин да покажат дека во Република Македонија се случуваат состојби кои што може да предизвикаат сериозни тензии и токму заради тоа проценив и сум длабоко убеден дека начинот во кој што не дозволивме да имаме ниту било каков судир помеѓу граѓаните на Република Македонија е најдоброто нешто за државата. Бидејќи помина времето веќе на креирање на конфликти и на тензии. Дали се тоа меѓуетнички? Овде е уште полошо, креирање на тензии и конфликти помеѓу граѓаните на Република Македонија, помеѓу политичките опции, заради тоа што веќе
на секој граѓанин на Република Македонија преку глава му е од поделбите кои што ги има Македонија. Македонија е поделена во овие 9,5 години како никогаш до сега. На секој можен план. Етнички, верски, политички, економски. На Македонија е потребно обединување. И за нас беше многу важно да ја пратиме пораката дека на Македонија не е потребно насилство, туку на Македонија е потребно мир. И во мир да носиме разумни одлуки кои што ќе значат добри, исправни одлуки за иднината на оваа држава. Јас знам дека во наплив на емоции, невладини организации, поединци може да повикуваат да заради гневот кој што го имаат од создавање на секој протест на контрапротест, нешто да се превземе. Меѓутоа, јас сметав дека полицијата треба да остане професионална, да покаже дека има еднаков третман и еднакво се грижи за сите граѓани на Република Македонија и да не дозволиме да имаме конфликт. Конфликтна ситуација во момент изговара само на ВМРО. Очекувате ли следни такви конфликтни ситуации или барем убит за такви? Видете, кога не би очекувал следни конфликтни ситуации, треба да верувам на разумот на Груевски на Ахмети, на ВМРО и други. Јас не верувам во таков разум, заради тоа што покажа и со настаните во Бутел, и со овие сега настани кои што се случуваат околу Уставниот суд, дека сакаат да ќараат политички поени преку креирање на кризни состојби, преку конфликти, па ако е можно да се создадат и некаков хаос во рамките на Република Македонија. Мене ме радува само свесноста на граѓаните. Дека веќе се прочитани нивните игри, нивните приказни и дека граѓаните длабоко веруваат дека состојбите во Македонија мора да бидат променети. Тоа е една силна порака која што се упатува од страна на граѓаните до сите политички субјекти, најмногу до овие две партии кои што раководат со Република Македонија во 9,5 години. Така да, мислам дека попаметно е да се откажат од креирање на кризи и да се насочат кон спроведување на договорот од Пржино и да се насочат кон организирање на фери демократски избори. Ке ви биде ако победи СДСМ на овие следните избори, сигурно сте свесни дека ќе имате огромна и тешка задача да ја одделите партијата од државата. На што сте подготвени за да го постигнете тоа, бидејќи постојано го кажувате во вашите изјави, во вашите настапи дека мора да се оддели партијата од државата. Ќе треба да се подвргнете на многу непопуларни мерки. Видите, јас знам дека СДСМ мора да победи на наредните избори. Знам дека ќе ја превземеме Република Македонија во едно многу тешко време, уништена економски, уништена политички, крајно партизирани институции, депрофесионализирани институции, криминализирани институции, гледајќи го тоа во рамките на Министерството. Јутоа, за да ја оделите партијата од државата, вие треба да имате политичка волја за една таква работа, да сте длабоко политички свесни дека не може институциите на државата да ги злоупотребувате во партиски цели. И ако е тоа основата, тогаш верувајте дека мора да имаме луѓе, а Социјалдемократскиот сојуз ги има тие кадри, кои што одговорно ќе работат за интересите на Република Македонија. Тоа е нешто што е врвен приоритет за идната влада на СДСМ. Да имаме одговорна власт која што ќе се плаши од граѓаните, не власт која што ќе ги плаши граѓаните. Мора професионалците да добијат на цена во рамките на институциите, тие што се стручни, компетентни, кои што можат да раководат со институциите, да ги добијат позициите и местата и да помогнат на идната влада на СДСМ да извадиме Република Македонија од криза. Мора да се декриминализираат институциите, да не се случува ова што сега го има. Заради тоа што еве на пример ќе ви дадам еден податок, во Министерството за внатрешни работи имаме заменик началник, една висока позиција која што ја држи со фалсификувана диплома. Каде тоа? Тоа не е во МВР. Во Скопје? Во МВР во Скопје, да. Кое што нешто се знае од 2011, кое што се знае нешто од 2011 години се молчало, да, покрена постапка во однос на оваа ситуација, таа треба да биде расчистена. Ова е само еден од примерите што ви го укажувам и за што сметам дека треба да биде декриминализиран. Тоа е нешто што ги фрустрира македонските граѓани. И кога се прашуваме зошто младите луѓе ја напуштаат Република Македонија, еве го одговорот.
Млади, стручни, компетентни, криминалисти седат дома, не може да бидат вработени во Министерството за внатрешни работи, а внатре имаме луѓе кои што на сумнителен начин дошле до дипломи и држат одредени позиции. Ја знам дека вакви прашања ќе се отварат многу во сите институции. Меѓутоа, имајќи ги во предвид сите тешкоти, не знаејќи до крај со што ќе се соочиме, сакам да бидат убедени дека СДСМ е подготвен да ја превземе одговорноста за оваа држава. Заради тоа што немаме алтернатива, Македонија е една, немаме друг избор и заминувањето на иднината од оваа држава е дополнителен момент и мотив за Социјалдемократскиот сојуз, што мораме да одработиме сериозно да ја сочуваме иднината на Република Македонија. Морам да ве прашам, бидејќи се ближат избори. Во бомбите слушнавме тесната соработка на председателот на ДПМ Доктачи со владеачката гарнитура. Во моментов Дуј е во владеачката гарнитура. Со кој ќе коалицира СДСМ на следните избори? Имате ли план, стратегија? Социјалдемократскиот сојуз на следните избори ќе коалицира пред се со граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа ќе коалицира и со сите политички субјекти, ќе коалицира со сите невладени организации, со сите интелектуалци кои што сметаат дека треба да ги промениме работите во Република Македонија, дека мора да создадеме одговорна власт, дека мора да се бориме против криминалот и корупцијата и дека мораме економски да ја ревитализираме Република Македонија. Такви политички субјекти постојат во државата. Разговараме со сите партии на било кој етникум кои што го представуваат во Република Македонија. Разговараме со неколку опозициони албански партии, разговараме со партиите на србите, на турците, на власите, на бошњаците, на ромите. Тоа значи отворена е Тоа значи соработката и со ДУИ и ДПА. Социјалдемократскиот сојуз ја отвара широко вратата за соработка со било која од политичките субјекти кои што сметаат дека треба да се променат работите и кои што сметаат дека треба да се декриминализира владата на Република Македонија и институциите на Република Македонија. Тука треба сериозно да размислуваат поддржувачите на било која од политичките партии. Имаме водства на две политички партии, на ВМРО ДПМН и на ДУИ, кои што ја водат во бездна Република Македонија во последните 9,5 години. Меѓутоа, тврдејќи ги го ова, би сакале ли да бидете коалиционен партнер со ДУИ? Ние сметаме дека не само албанскиот фактор, туку сите политички субјекти во Република Македонија кои што сака да бидат дел од идната влада на Социјалдемократскиот сојуз треба да бидат чисти, домаќини луѓе, одговорни луѓе кои што ќе работат во интерес на граѓаните на Република Македонија. Во моментов кога Македонија поминува низ една длабока политичка криза, државата е исправена и пред мигрантско-бегалската криза, а жешкиот костен го одржите и вие, господине Спасовски. Во моментов се блокира балканската рута, немаме транзит низ државата извесен период, меѓутоа се соочивме со сериозни предизвици. Каква беше пред се, би сакала да знам соработката со Арама, бидејќи долу на самата гранична линија покрај припадници на МВР има и припадници на Арама. Има ли такви политички обструкции кои што се наметнуваат преку војската? Прво, сакам да ви кажам дека констатацијата за бегалската криза е сосема точна и бегалската криза е еден од најсериозните предизвици со кој што се соочува Република Македонија, а меѓутоа не само Република Македонија, и регионот и Европа. Бегалската криза не е нешто што ние сме го создале и не е нешто што ние можеме сами да го решиме. Затоа е потребна голема помош, голема поддршка, добри одлуки, јасни од страна на Европската Унија. Ние тие одлуки ги следиме, соработуваме со државите од регионот. Исклучително важна е соработката со секоја од државите, тука ја истакнувам и соработката со Грција. Јас после 10 години воспоставив контакти на министерско ниво со министерот за внатрешни работи на Грција, на политичко ниво, се со цел да заеднички и подобро се справиме со бегалската криза. Точно е дека сме
вклучени и полицијата и армијата на Република Македонија, бидејќи е прогласено кризно подрачје. И тоа е интерес на државата и тука нема никаква политика. И армијата на Република Македонија и македонската полиција ги даваат сите максимални напори за да успешно се справиме со кризата и да ги реализираме двата клучни приоритети. Едниот е да ја сочуваме стабилноста и безбедноста на граѓаните на Република Македонија и на државата. И второ, да обезбедиме хуман прифат на бегалците кои што доаѓаат во Република Македонија. Ние не сме ја затвориле границата со Грција, ниту пак западно-балканската рута. Факт е дека неколку дена веќе не се примаат мигранти од државите на Западна Европа, од државите во регионот, и ние имаме јасен став по однос на ова прашање, дека ќе ги следиме овие држави и колку што ќе поминуваат дневно мигранти, односно бегалци, низ западно-балканската рута, толку ќе имаме прием од страна на Грција. Сакам да кажам, тоа е мој став, дека Македонија во овој момент не е подготвена да има прифатни центри за голем број на бегалци во рамките на државата, заради тоа што се соочуваме со сериозна и економска и политичка криза, и Македонија навистина не е подготвена во момент да обезбедува прием на 30, 40 или 50 илјади мигранти. Има ли таков притисок и барање од европските држави од Грција? Еве на самата гранична линија имаме 15.000 бегалци во Морам да кажам дека услови. немаме притисок, заради тоа што тоа е одлука која што треба ние да ја носиме. И сега за сега има таков став и владата и управувачкиот комитет. Така. Мојот личен став е дека таа одлука не смее да биде променета. Едноставно граѓаните на Република Македонија се соочуваат со низа проблеми. Ова би бил дополнителен проблем. А од друга страна и самите бегалци не сакаат да останат во Република Македонија. Тие сакаат да заминат, да транзитираат, да одат во Западна Европа. Ако имате во предвид дека преку 600.000 граѓани на Република Македонија напуштиле државата, факт е дека и овие луѓе не сакат тука да останат, туку некаде на друго место низ западноевропските држави. Така да во тој дел мислам дека добрата соработка која што имаме со Грција во момент, координацијата која што имаме, ни помага да целиот тој притисок кој што го имаат на територијата на Грција не се прелее кон Македонија и на територија на Република Македонија. Во претходните месеци многу пати се обвинуваше Грција дека неконтролирано ги пропушта бегалците во Македонија. Успеавте ли да ги усогласите ставовите по овие прашања? Колку треба да се пропуштаат? Бидејќи во моментов не зборуваме, не имаме никаков транзит, меѓутоа во изминатиот период. Видете, ние соочувајќи се со проблемите кои што ги имавме минатата година во август, во септември, кога поминува енормно голем број на мигранти. Имавме дневно десетинци илјади мигранти кои што транзитира низ Република Македонија. Тука мора да кажеме дека до ноември, некаде до 20 ноември, и Република Македонија не правеше 100% регистрација на бегалците. Од 20 ноември наваму правиме 100% регистрирање на бегалците. Веќе со поддршка на американската влада овозможивме да имаме и биометриска регистрација на бегалците кои што влегуваат на територија на Република Македонија. Во Гевгелија во моментов пристигна тој систем, бидејќи Да, пристигна тој систем и наскоро ќе почнеме и со реализација. Од друга страна, силни беа барањата и наши и на државите од регионот дека во Грција ќе мора да има добро профилирање на бегалците кои што доаѓаат и да има регистрација, и таму веќе се прави и помош има од страната на Frontex во однос на профилирањето на бегалците, така да унифициравме заедничка потврда со сите држави од регионот и со таа потврда поминуваат бегалците понатаму. Тоа е добро од два аспекти. Едната да имаме целосна контрола и регистрација на сите луѓе кои што поминуваат, и второ да следиме евентуална опасност од одредени екстремистички групи, терористички организации кои што би се могле да се најдат на оваа западно-балканска рута, а ќе бидат опасност по сигурноста и безбедноста. Мислам дека во тој дел мораме да имаме сериозна соработка и на полициските службеници од регионот, мора да имаме соработка и помеѓу разузнавачките служби, се со цел да
ги заштитиме граѓаните од целиот овој регион, а понатаму да заштитиме и Европа. Кои се очекувањата за текот на оваа мигрантска криза? Се зборува за затварање на оваа балканска бегалска рута, поголема соработка на Европската унија со Турција, меѓутоа факт е дека во Грција има се уште околу 40.000 бегалци на територијата на земјата. Што ќе се случува понатаму? Веројатно има одредени насоки како ќе тече целиот тој процес. Посакуваното сценарио е да заклучоците на Европскиот совет бидат реализирани, да имат она што го договараа со Турција, да се реализира и да на тој начин се регулира протокот и начинот на движењето на бегалците низ Македонија и низ другите држави од регионот. Бегалската криза не е нешто што ќе застане, таа е можно да добива на интензитет од ден во ден. Меѓутоа, ако овие заклучоци кои што беа донесени, ако преговорите се успешни и ако тие се реализираат, тогаш ќе имаме контролиран проток на бегалци, контролиран пристап према сите држави од регионот и на тој начин заеднички ќе се штитиме сите ние во рамките на бегалската криза. Најлошата работа е да имаме неконтролиран пристап и да секој од државите самостојно се снаоѓа во заштита на сопствената територија и на сопствените граѓани. Јас се надевам дека до тоа нема да дојде, иако временските услови се подобруваат, бројот на бегалците се зголемува, а од друга страна сите меѓународни организации, Обединетите нации и така натаму ќе мора да работат да проблемот се решава на изворот на проблемот. Во Сирија, во Ирак, во Афганистан и да им се овозможи на овие луѓе да имаат мирна и безбедна држава во која што ќе живеат, да не бидат приморани заради воени дејствија и заради други измачувања ја напуштаат сопствената држава и да се движат кон Европа. Тоа е вистинското решение на проблемот. А сметате ли дека МВР ќе може, односно полициските сили ќе можат да го издржат целиот тој процес, бидејќи со големи ресурси се употребени токму во Гевгелија и во Табановце од страна на МВР? Има ли проблем во однос на луѓе, во однос на технички ресурси? Видете, сочувувањето на интегритетот на државата и сочувувањето на мирот и на безбедноста на граѓаните немаат цена. Иначе Министерството за внатрешни работи заедно со армијата на Република Македонија мора да одговорат на сите овие предизвици. И затоа ние бараме помош, нам ни е потребна помош. И финансиска, и материјално-техничка. Побаравме помош и од странски полицајци кои што се присутни заедно со нашите на границата. И тоа побаравме од два аспекта. Едниот е да заеднички обезбедуваме државната граница, вториот да имаат навремени информации државите членки на Европската унија за тоа што се случува овде на границата со Грција. До сега успешно се справуваме. Се надевам дека помошта ќе продолжи од страна на Европската унија и на тој начин ќе обезбедиме континуитет во остварувањето на овие заложби. Како и да е, Македонија мора во секој момент да биде подготвена да гарантира безбедност и стабилност на граѓаните. Од една страна, Македонија е една од клучните земји низ кои што минува балканската бегалска рута, веднаш после Грција. Од друга страна пак нужна ни е странската помош за да излеземе од политичката криза во која што сме навлезени. Сметате ли дека имиџот на земјата на меѓународно ниво сериозно претрпа изминатава година? Па видите, јас би рекол дека политичар едно ваше размислување. Јас сметам, тоа сум го кажувал многу пати до сега, дека имиџот на Република Македонија надвор е нарушен исто како што е и внатре. Ако добивате извештаи постојано од страна на Европската комисија која што укажува дека имате нарушување на човековите права, дека владее корупцијата и криминалот, дека имате партизирано судство, сето тоа говори дека се констатирани состојби кои што го рушат имиџот на Република Македонија. Аферата прислушување исто така е нешто што го нарушува имиџот на Република Македонија. Токму заради тоа и поддршката од меѓународната заедница е толку силна, јасна, Македонија се врати на вистинскиот пат, да се врати на патот кој што го трасираше при осамостојувањето. Тоа е јасна и недвосмислена интеграција на Република Македонија кон НАТО и кон Европската унија. Тоа само не значи пристапување кон овие институции, туку начин на живење, воспоставување на норми кои што ќе значат
начин на однесување врз основа на европските вредности, да се врати демократијата, слободата во државата, да имате независно судство и сето тоа да ни го врати кредибилитетот и угледот на државата, меѓутоа да Република Македонија почне да чекори напред кон развој и просперитет. Морам да го цитирам европскиот посредник Ван Хојте, кој преку Твитер се огласи по одлуката на Уставниот суд дека 10 светлосни години сме далеко од Европската унија. Која е вашата проценка? Колку се оддалечуваме ние, наместо да ги приближуваме ставовите, законите, видете, не е важно колку се оддалечуваме. Ние сакаме да ја прекинеме таа тенденција да се оддалечуваме од Европа и од европските вредности. Сега важно е прашањето како да ги стопираме овие процеси и со сериозен план да исчекориме напред. Тоа е многу важно за граѓаните на Република Македонија. Ја не сум изненаден што меѓународните представници, институции кои што се тука, постојано констатираат дека Република Македонија назадува во процесите. Тоа е само чувство кое што мене ме поразува како човек, како политичар и кое што не поразува нас во Социјалдемократскиот сојуз. Затоа бараме начини, водиме сериозна битка да ги смениме работите. Јас мислам дека многу скоро ќе дадат промените во Република Македонија, кога што со сериозен план ќе направиме исчекор напред. Ви благодарам многу за учеството во оваа емисија. Се надам дека ќе имаме наскоро следна прилика. Благодарам и на вас и чест ми беше што можевме да разговараме на актуелни теми токму овде во ТВ Вис. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието. Секој добро.